Драги слушатели, јас сум Андреја од ДК Битола и добре дојдовте во 7-та епизода од Шах за лица со оштетен вид. Денес ќе зборуваме за една од најважните работи во шахот – заштита на кралот. Бидејќи кога кралот ќе биде матиран, играта завршува. Секоја добра стратегија започнува со добра одбрана. Зошто е важна безбедноста на кралот? Кралот е срцето на играта. Ако не можете да го заштитите, без разлика колку добро играте, ќе изгубите. Затоа, првата задача во секоја партија е кралот да биде безбеден. Кралот е најранлив во центарот на таблата. Побезбедно е да биде поблиску до аголот. Тука помага рокадата. А што е рокада? Рокадата е посебен потек каде што кралот и топот се движат истовремено. Вообичаено кралот се движи едно поле, но при рокада се движи две полиња, а топот застанува до него. Постојат два вида рокада. Кратка рокада, кралот оди од E1 на G1, а топот од H1 на F1. Долга рокада, кралот оди од E1 на C1, а топот од A1 на D1. За рокадата да биде дозволена, кралот и топот не смеат претходно да бидат движени. Полињата меѓу нив мора да бидат празни. Кралот не смее да поминува низ нападнатото поле. Рокадата го прави кралот побезбеден и му помага на топот да влезе во игра. Како да ја почувствувате рокадата? Поставете го кралот на E1 и топот на H1. За кратка рокада, поместете го кралот две полиња надесно, на G1. Потоа, поместете го топот на F1. Повторете го тоа неколку пати полека, додека движењето не ви стане природно. Потоа пробајте долга рокада. Кралот оди на C1, а топот на D1. Кога го чувствувате движењето со прстите, полесно се памети. Мал потсетник. Многу почетници размислуваат само за напад, но добар шахист прво го штити својот крал, а потоа напаѓа. Безбеден крал значи посилна игра. Во следната епизода ќе зборуваме за размена на фигури и вредноста на фигурите. Јас сум Андреја од ДК Битола. Ви благодарам на вниманието. И запомнете, секој добар потек започнува со безбеден крал.